За да станете пекари, мора да завршите соодветно образование за пекар или пак некој курс. Откако ќе го направите тоа, ќе станете професионалец пекар кој произведува разни видови и количини леп, бели печива од типот на кроасани, гевреци, переци, различни видови пити, други производи од брашно. Сите овие производи се наменети за продажба во големи маркети, специјални продавници, пекари, како и различни видови на ресторани. Сигурно се прашувате што работат пекарите. Пекарите мешаат состојки според рецепти за пекарски производи. Затоа тие мора да имаат знаења од математиката, особено познавање дробки, за да можат прецизно да си ја извршат оваа задача. Внимателно ги следат производите да не изгорат во големите печки. Го подготвуваат тестото за пекарските производи. Ги пакуваат производите, а понекогаш пренесуваат тешки торби со брашно и други состојки. Сите овие задачи ги изведуваат во специјални простории наречени пекарници. Пекарниците имаат најмалку две простории, едната за подготовка, а другата за изложба на производите. Овие простории се опремени со разни видови оклагии или сукала, ваги, мерилки, миксери, куински садови и слично. Но кои се опасностите од оваа професија? Оваа професија има исто толку опасности како и секоја друга. Опасностите се од типот на предизвикување пожари и секотини и гребаници, болки во грбот. Со цел да се намалат опасностите, пекарите носат заштитна униформа и ракавици. Останува да го слушнете неколку пати видеото и да се одлучите дали би сакале да завршите соодветно образование за пекар или ќе не следите на нашата веб страна за да дознаете нешто повеќе и за другите професии.